Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Како дојдовме до тоа Теарца да одлучува за судбината на Република Македонија со 714 регистрирани гласачи? Па ако земеме се што се случуваше цела година, значи треба да сватиме дека тоа е реално. Затоа што цела година се бараа отстапки, а гледаме дека ништо од тоа што се предложи не беше точно. Прво, од разговорите нема ништо, нема ни кривична пријава, ни ништо, се бараше сајава. Понатаму образложение за тоа беше дека има 500.000 фантомски гласачи. Се утврди дека нема ни еден, напротив 50.000 плюс запишани. Понатаму образложение беше дека се издавани, ако се сеќавате, фалсификувани лични карти од ВМРО и на тој начин е издействувана победата. После видовме дека тие фалсификувани лични карти биле правени во лабораторијата на Чаушот, кој е член на СДСМ, во договор со високи функционери на СДСМ. Значи, тоа беа причините поради кои дојде до странска инволвираност во процесот. Јас има една емисија, сега да не ја спомнувам, пошто се љутат зашто ја спомнуваш емисијата, меѓутоа бев од старт се залагав да не се вмешуваат странците. Бидејќи ако одиме по правилата на меѓународно право, со тоа се ограничува суверенитетот на Република Македонија, значи се ограничува волјата на граѓаните и се ограничува правото на македонските политичари сами да одлучуваат и да се договорат за внатрешните прашања во Република Македонија. Меѓутоа, ја кога зборев тоа, кога почна кризата, мислам дека све било договорено и странците веќе биле на терен. Затоа што кога излезе извештајот на Прибе во јуни 2015, рекоа дека тој бил работен 6 месеци. Значи, со самото почнување на кризата негде јануари 1915 година, кога излегоа со изјави прво Заев па Никола Груевски, беше дека Прибе веќе работи на терен. А ние не знаевме тоа до мај, до крај на мај, 28 мај, кога излезе извештајот. И после во јуни, нели, почнаа преговорите во Пршина, врз остана тој извештај. Така што сметам дека тоа не требаше да се дозволи и подоцна, кога заврши договорот во Пршино, тој даде изјава еврокомесарот Јоханес Кан и рече дека не, може би станците не ни требале да се замешат, ние рече не требаше да се замешаме. Имам впечаток дека ние само уште повеќе ја влошивме политичката состојба во Македонија, наместо да помогнеме. Значи него го избираат како еврокомесар за добрососедски односи и за евроинтеграции и тој доаѓа во тоа својство, меѓутоа подоцна сваќа дека не само што не ги познава добро приликите, туку не може да помогне дека тоа треба да си го решат партиите во Република Македонија. И поради тоа, а од старт опозицијата одеше на странска инволвираност за да ги добие сите овие бенефити кои ги доби и со кои всушност беше направен, според мене, ја цело време говорам за едно сценарио кое постои не од сега, може би од 2010-11 година. Затоа што знаеме дека ова во Собрание исто беше случај кој е монтиран, кој ги избрка пратениците и гледаме сега дека во Полска исто се случува. Тоа беше 2012, ама јас сметам дека целото сценарио е 2010. Ако се сеќавате, уште додека беше председател Бранко Црвенковски, се изготвила на програма Приступ од Словенија за Бранко Црвенковски, како да се стратегијата надеж, како да се постапува со противникот. Фактички тоа беше платено околу 350.000 евра и се работеше според таа програма. Значи тоа било подготовка за почнување на едно сценарио кое сега би требало да заврши, ама гледаме дека не завршува, дека тоа е нешто подлабоко, поинволвирано. И што се бараше? Се бараше специјално јавно обвинителство, тоа испадна дека е најголем маркетиншки орган на опозицијата. Бидејќи не покренен ни еден друг случај, нели имало и преслушкувани до овие разговори и за другите. И за СДСМ, и за новинарите, и за други. Значи, исклучиво ја таргетираше владеачката гарнитура и со пресконференции, што не е вообичаено за едно јавно обвинителство. Понатаму се бараше МВР, зошто МВР видовме. Значи, тука сите 15 овие што ги стави Оливер Спасовски
началници работеле, отворено работеле за во интерес на СДСМ, не во интерес на државата, туку во интерес на СДСМ. Понатаму се бараше адхок тело за да може медиумски да не да се изедначи, туку да превагне мислењето на опозицијата, бидејќи се казнуваа, како што видевме во предизборна кампања, само опозиционите, односно проопозиционите медиуми, па дури да речеме и неутралните. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.